Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добро дојдовте во епизода 24. Денес ќе зборуваме за forward testing и performance metrics. Како од стратегија до профит. Ќе објасниме разликата помеѓу бектестингот и реалниот пазар, односно реално тестирање на стратегијата. Performance metrics. Добро. Зошто повеќето трейдери, иако имаат стратегија, сепак губат? Единствената разлика е тоа што ајде прво вака ќе запишеме. Иако имаат добра стратегија. Разликата е тоа што бектестингот е еднакво на минатото време, а forward testing е тестирање на цената во реалниот пазар. Клучна порака од ова е тоа дека доколку не правите forward testing, вие не знаете дали стратегијата работи. Зошто? Ајде вака да видиме. Што ни представува forward testing? Ова дефиниција ќе си ја запишите. Forward testing ни представува тестирање на стратегијата во реално време, односно лайф или демо налог на цената. Постојат два типа. Едниот е demo account и вториот тип е мал life account, односно реален психолошки тест. Разликата со бектестинг е тоа што во бектестинг имаме perfect conditions, а во реален или forward testing постојат различни емоции. Тука делува и спредот, тргувањето со вистински пари
и така натаму и така натаму. Односно кажано со еден збор, forward testing ни представува мост на теорија која преминува во реалност. Зошто ова е битно да го знаете? Бидејќи кога правиме бек-тестинг на некоја стратегија, тоа го правиме нормално на демо акаунт, на демо налог, и да е на реален налог, сепак се навраќаме назад на чартот и бараме да видиме на кој дел од чартот стратегијата функционира. Но доколку се наоѓаме во лайф маркет и го направиме истото, психолошки нема да ни делува исто во нашиот мозок, бидејќи секогаш кога тргуваме на лайф маркет, односно во моментот кога цената движи, а ние треба да најдеме сетап, да ги почитуваме правилата, да се водиме по нашиот журнал, тогаш доаѓа мостот на теорија кој го имаме во нашиот мозок, па све до пресликување на самата реалност на чартот. Како правилно се прави forward testing? Ајде да видиме вака. Имаме неколку фиксни правила. Нашиот ентри зависи од нашата стратегија. Може би тргуваме smart money концепт, може би тргуваме breakout стратегија, или може би liquidity sweep, или некоја сосема друга. Све тоа зависи од нашиот стил на тргување. Секој ентри мора да содржи stop loss и take profit. Ризикот, како што спомнавме и претходно, е фиксен 1% од акаунтот, а доколку имаме загуба или 2, а продолжиме да тргуваме, тогаш намалуваме на 0,5%. Второ, никогаш не ја менуваме стратегијата. Зошто? Бидејќи, како што спомнав претходно, за да тестираме една стратегија, да видиме дали стварно работи, мора да направиме минимум 50 трейда. Не менуваме правила за влез. Мора да се водиме по правилата од претходната лекција што ги спомнавме и по нашиот журнал, се додека не ни се поклопи нашиот сетап, не влегуваме во трейд. Може да повториме и за трейдинг журнал од претходниот час. Што запишуваме?
кратко само ќе повториме. Земаме одреден пар, евро USD, GBP USD или XAU USD, односно злато. Мора да имаме причина за ентри. Како што рековме, секоја наша позиција мора да содржи stop loss и take profit. Мора да ја знаеме причината за излез. И секогаш запишуваме што се случувало пред влез во трейд и после излез. Односно, кога се водиме по нашиот журнал и ги пратиме овие правила, не можеме да направиме грешка, и доколку направиме грешка, тоа не е по наша волја, него по волја на маркетот. Бидејќи на маркетот постојат премногу манипулации и целта на големите институции е што повеќе да ликвидира ритейл трейдери за да можат институциите да профитираат. Затоа, наша задача како трейдери е да не бидиме ритейл трейдери, односно да се наоѓаме на страната на институциите, бидејќи големите сили се тие што ја движат цената на маркетот. Самиот трейдинг журнал е основа на Performance Metrics. Ајде да видиме вака. Што ни представува Performance Metrics? Запишувајте све што гледате на чартот, бидејќи сите овие правила и разлики што ги правиме секогаш ќе се содржат во вашиот бектест или форвард тестинг или трейдинг журнал. Ова е делот каде што се приближуваме кон професионални трейдери. Зошто? Кога ќе додеме до овој момент, имаме една формула. Победата или вкупно трейдови, ќе земиме пример еден, доколку имаме 6 wins или take profit, од 6 трейда 6 take profit, односно од 10 трейда, тоа значи дека се наоѓаме на 60% win rate. Доколку немаме win rate, тоа значи дека немаме профит. Риск ревард. РР.
Многу е битно колку ризикуваме. Ризик 1 добивка 2, односно тоа е еднакво на 1:2 риск реворд. Очекувано, за да знаеме дали стратегијата прави пари, треба да знаеме дали нашиот win rate помножен со просечна победа е еднаков кога ќе минусираме на нашата загуба, односно loss rate, помножен со просечната загуба. Ќе го запишеме како формула. Win rate помножено со average win минус loss rate помножен со average loss ни го дава примерот за да знаеме дали нашата стратегија прави профит долгорочно. Во метриксот често ќе се сретнете со drawdown. Колку посто акаунтот ви паѓа во минус. Доколку имате 10% drawdown или пат, тоа е доста ризично. Доколку имаме 3 до 5% пат, тоа значи дека се уште сме во контрола. Профит фактор е еднакво на вкупно добитни тредови и вкупно загуби. Добро е кога се наоѓаме на 1.5 профит фактор, а одлично е кога се наоѓаме на 2.0. Исто ќе се сретнете со консистенци. Консистенци представува конзистентност на маркетот. Односно, тоа е еднакво дали нашите резултати се стабилни или имаме рандом добитни тредови и рандом загуби. Доколку го запишавте ова све до сега, ќе го тргнеме за да имаме простор за да довршиме со самата лекција.
Ќе земеме еден реален пример. Пример стратегија. Да речеме дека нашата стратегија има win rate од 40%. Нашиот риск реворд е 1:3. Во овој случај, иако имаме поголем број на загуби, сепак сме профитабилни. Бидејќи, како што имаме нагласено претходно, клучот за профитабилноста не е во висината на win rate-от. За да бидете профитабилни, не е потребен висок win rate. Битно е да имате добар ризик менеджмент. Затоа, како крај и како заклучок, да сумираме. Forward testing еднакво на доказ. Метриксот ни представува база на податоци. А самата база на податоци или датата ни представува confidence. Финална порака: немојте да се водите и да го гледате трейдингот како игра на погодување. Бидејќи што повеќе погодуваме, тоа повеќе акаунти ќе загубувате. Трейдингот како бизнис е математика. Не е игра на погодување. Затоа, секогаш држете се до вашиот план за влез, држете се до вашиот ризик, бидете конзистентни на маркетот, немојте да барате преку ноќ богатство, секогаш гледајте стратегијата што ќе ја усовршите да може да функционира на долг период. Бидејќи ние како трейдери сме создадени да трчаме само маратони. На шпринт нека трчаат спортистите. А ние во трейдингот остануваме да градиме систем кој ќе функционира во наредниве барем 100 години. Тоа беше све за оваа лекција. Ви посакувам успешна работна недела и се гледаме во наредно видео. Поздрав!